20 часот централен дневник на К1 телевизија. Ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Велешани на мирен протест во одбрана на унитарноста на државата. Младите се повеќе се отвараа кон пазарот на трудот, ги следат трендовите за образовни профили, а ВРМ во поддршка на невработените и можноста за нивна преквалификација. Руска масленица и во Свети Николе, со палење на куклата се испреке зимата и дочекува пролетта. Вчера вечер Велешани на мирен протест го изразија револтот од најавите дека за СДСМ прифатливи се барањата од албанската платформа. За историчарите ова е исклучително важен момент во зачувување на македонскиот јазик и сопствената држава во целина. Не за федерализација и изедначување на македонскиот и албанскиот јазик, велат и од Македонското патриотско здружение Андон Лазов Ќосето. За Македонија се работи, истакнаа граѓаните на Велес кои се собраа на мирен протест поради најавите дека за СДСМ се прифатливи барањата од албанската платформа. Македонскиот народ деновиве е исправен пред голема и тешка одлука да се биде или не. Одбраната на јазикот значи одбрана на идентитетот. Ова е ставот на историчарот Слободан Ников во однос на договорите на СДСМ и ДУИ за воведување двојазичност во земјава. Велешани револтот го изразуваат на мирен и достоинствен начин, меѓутоа знаат зошто се испаднати, знаат дека еден огромен број на македонци, а и на велешани се излагани за време на парламентарните избори кои што се случија на 11 декември 2016 година дека нема да има федерализација, дека нема да има двојазичност, меѓутоа веќе видоа цел македонски народ види дека лагата која што ја искажа Заев за време на кампањата на изборите испадна вистина. После долги години повторно сме ставени на браникот. Сега да го браниме јазикот, вели Ников. Доколку ни се случи да се воведи двојазичност на цела територија на Република Македонија, веќе ќе ни се спрема веќе втора фаза. Втора фаза ни е федерализација. Федерализацијата што значи одвојување веќе парче од Македонија. Вчера на социјалните мрежи се појавија банкноти со албански обележја. Доколку се случи воведување двојазичност во банкнотата, тоа значи федерализација, предупреди Ников. Ставовите на СДСМ се неприфатливи за голем број граѓани. Да изразиме револт од постигнативите договори на Заев со ДУИ, за разнебитување на државата и за воведување на двојазичноста. Подписот на Зоран Заев ставен на албанската платформа значи показување на суверенитетот и унитарноста на Република Македонија, велат велешани кои што синоќа во центарот на градот се собраа на мирен протест. Граѓаните не се согласуваат да се воведе двојазичност на целата територија на земјава. К1 на терен, анкетираните велешани бараат СДСМ јавно да се изјасни дали се согласиле промена на ликот на македонските валути. За она што договориле СДСМ и ДУИ или што од албанската платформа за две партии е прифатливо, велешани се лути бидејќи најмногу се информираат од социјалните мрежи. Никој од СДСМ официјално не соопштува што е договорено. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи, гостувајќи на ТВ Ал Сатем, откри најмногу детали од договорот. Се разбира дека се прават и фискални калкулирања за време на освојувањето на секој закон, но мислам дека нема цена употребата на албанскиот јазик и било какви средства што ќе бара целосното имплементирање на овој закон ќе бидат обезбедени, а тоа е еден од главните приоритети. СДСМ јавно да се изјасни дали се согласиле за промена на ликот на македонските валути, бараат анкетираните велешани. За нив неприфатливо е и воведувањето на високи казни за непримена на албанскиот јазик. Не, јас мислам дека треба македонското да се
Бидеме македонци, а не со албанци. Какви банкноти тие ќе бидат? Двојазични, значи и по албански и по македонски, така? Да. И ја мислам по македонски најфино. Не чини тоа, не чини. Никако тоа не одговара. Не, тоа е глупост, тоа е нешто глупаво што сум учила. Па не е добро тоа. Така. Не е добро. Не, во никој случај. Тоа е веќе нешто најлошо што може да биде. Така. Промена и парите да бидат променети. Тоа е, мислам, најголема грешка што не може, едноставно не треба да помислиме на такво нешто. И додека македонските граѓани негодуваат, видни политички имиња од албанскиот етникум на своите Facebook профили со пофални зборови за платформата и нејзиното усвојување. Расте интересот за обука за вештините. Младите се фокусирани на дефицитарните профили и ги користат обуките кои ги нудат од Агенција за вработување. Во изминатите години над 1000 лица посетувале и завршиле вакви обуки. Половина од нив се и официјално вработени. Младите се повеќе се отвараат кон пазарот на трудот и ги следат трендовите за образовни профили со кои ќе бидат вработени по завршувањето на нивниот образовен процес. Ако во минатото пазарот на трудот бил презаситен од одредени профили, денеска таа тенденција е во опаѓање, а младите се фокусираат на дефицитарните профили и ги користат мерките, односно обуките кои ги нуди Агенцијата за вработување на Република Македонија. Почнуваат да ги користат кратките обуки кои што ги нудиме за побарувани вештини на пазар на труд. Веќе се во тек 4 такви. Значи за помошник во сметководство, за масер, за неговател на стари лица од домашни услови и за шминкер. Со тоа што тоа се предвидени 4 обуки од првата група и се наменети случајно за млади лица, бидејќи врз основа на индивидуалниот план за вработување, кој што го пополнува минатата година, многу од тие млади луѓе рекоа дека сакаат да учествуваат на ваков тип на обуки и ние се концентриравме само на 4 обуки. Во Македонија досега се вработени околу 41% токму преку оваа мерка, односно обука за побарувани вештини. Во делот на обуките за побарувани вештини, од вкупниот процент од 41% или процент од луѓе што се вработиле со овие побарувани вештини, некаде околу 25% се млади лица до 29 годишна возраст, но мора да нагласам дека постои уште една мерка која што младите преовладуваат, а тоа се напредните IT вештини каде што се неприкосновени, односно најголемиот процент од 16 се до 29 годишна возраст, така да и процентот на вработување е многу поголем во оваа мерка. Не изостануваат ниту општите мерки, потенцира Поповски. Во наредниот период продолжуваат и обуките за јазици и компјутери. Во соработка и корелација со бизнис секторот и младите, според нивните побарување и потреби, така и го правиме оперативниот план, додава Поповски. Овие мерки во изминатите години дадоа големи резултати во стекнување на дополнителни вештини на младите во нашата држава, како и нивно соодветно валоризирање на пазарот. Во изминатите години, од 2010 година до сега, вкупно 1025 лица посетувале и завршиле вакви обуки. Половина од нив се и официјално вработени. Македонија е меѓу 10 најдобри економии во светот. Представниците на американската фондација Heritage, кои неодамна беа во Македонија, ја оценуваат земјата од делумно слободна во слободна економија. Според нив, ниските даноци се една од причините што Македонија во последните 10 години се вбројува како земја поволна за водење на бизнис. Во емисијата Отворено за, колешката Дијана Иванова за развој на македонската економија разговара со Игор Димитров, државен секретар во Министерството за финансии. Оно што е особено значено за што говорат извештаите на Heritage фондацијата и за што во суштина имавме можност да поразговараме со нив и тие го класифицираат како импресивен резултат на Република Македонија, тоа што Македонија во целовој 10-годишен период полека, но сигурно, константно врши подобрување на своето рангирање за да може да ги достигне тие 10% поени и да премине од една категорија во друга согласно нивните извештаи. Тоа значи дека посветеноста, да кажеме, во остварување на политиките била константна, постојана, се спроведувала градуелно и таквите политики имаат ефект во реалната економија,
заради тоа што пак параметрите понатаму по кои се мери државата исто така се црпат и од податоците во реалната економија. Тоа значи дека не е само она што било направено добро на хартија во превод, туку практично има значителни бенефити за самите бизнисмени. Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин Свети Николе, Битола, Руската федерација во нашата земја и Сојузот на друштвата за македонско-руско пријателство. И оваа година ја организираат манифестацијата на која се прикажува традиционалното прославување на масленица. Во дневникот во 12:30 часот имавме директно вклучување од Свети Николе од нашата колешка Катерина Нацева. Да погледнеме дел од разговорот со директорот на Гаврило Романовиќ Државин од Свети Николе Јордан Ѓорчев и Ели Василњакова, председател на Координативниот совет на руските сонародници во Република Македонија. Од оваа година, иако времето не послужи, планираме да ја славиме масленица како што се слави во Русија, надвор. И мислам дека ќе стане традиција во Свети Николе да се слави на овој начин. Се надевам дека идната година времето ќе биде подобро, меѓутоа како и да е, овој празник означува заминување на зимата и почетокот на постите, така да мислам дека без разлика какво и да е времето, символиката е убава. Јас ви благодарам многу. Ние ќе останеме и понатаму да ја проследиме до крај оваа манифестација. Од организаторот на целата оваа манифестација Ели Василјанова, која што малку подетално ќе ни објасни што всушност значи масленица, што всушност представува палењето на сламената кукла. Луѓето се простуваат со најтешките зимските месеци, кога нема многу работа, а од друга страна беа многу ограничени во движење, во комуницирање едни со други. Се простуваат со болести, со неприлики, со се лошо што на некој начин носи со себе си лад од студените времења. Имаме палачинката. Што представува палачинката? Палачинка е вториот символ на овој празник. Тој е символ на сонцето. Богот Јарило, богот кој што кај старите словени представуваше символ за живот. Палачинка е како сонцето се служи. Се ажурираат податоците на земјоделските стопанства во Неготино. Се повикуваат сите носители на земјоделските стопанства, кај кои има промени во личните податоци во производствените капацитети, до 15 март да ги пријават истите. Во тек е ажурирање на податоците на сите носители на семејни земјоделски стопанства во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Неготино. Се повикуваат сите носители на земјоделски стопанства, кај кои има промени во личните податоци во производните капацитети, до 15 март да ги пријават истите. Со тоа ќе се овозможи ажурирање на тие податоци и спремност во делот на она што значи пријавување за субвенции во тековната 2017 година. Исто така, паралелно со овие активности, во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Неготино се одвива издавањето на евидентните листови, кои што се ги користат оние земјоделски производители кои што се бават со тутуно производство. Пенков информира дека до 31 март годинава земјоделците треба да го подигнат евидентниот лист, а потоа истите треба да склучат договор со компанијата за откуп на тутун. Тој ги повика земјоделците доколку имаат било каква потреба од информација да се јават во подрачната единица. Портпаролот на Демократската унија за интеграција Бујар Османи изјави синоќа дека неговата партија ќе им ги даде подписите на СДСМ за добивање нов мандат. Но тоа не значи дека ќе коалицира во новата влада. Вести од Македонија. Портпаролот на Демократската унија за интеграција Бујар Османи изјави синоќа дека неговата партија ќе им ги даде подписите на СДСМ за добивање нов мандат, но тоа не значи дека ќе коалицира во новата влада.
Тој изјавата ја дал за време на централното председателство на ДУИ. Партијата ги дава подписите, како што рече Османи, за да се деблокираат некои процеси и да се запазат роковите за локалните избори, бидејќи нивното одложување не е во интерес на граѓаните на Македонија. Претходно од ДУИ посочија дека разгледуваат две опции. Едната е ДУИ да биде дел од владината коалиција, а втората опција е да даде поддршка за малцинска влада, но партијата да биде во опозиција, односно нивните партиски представници да не бидат дел од извршната власт. Погазено е правилото на коалицирање на победничките партии во македонскиот и албанскиот блок, без разлика дали ДУИ ќе одлучи да коалицира или само ќе даде поддршка за формирање на малцинска влада, без да учествува во извршната власт. Ова е оценката на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, кој синоќа на седница ја анализираше актуелната политичка состојба во државата. Во соопштението од ВМРО ДПМНЕ се наведува дека како партија се спротивставуваат на обидите да се игнорира и изигра волјата на мнозинството македонци, но и волјата на припадниците на останатите етнички заедници кои својот глас го дале за коалицијата за подобра Македонија. Реализацијата на платформата од Тирана и обидите преку наметнувањето на албанскиот јазик како официјален представува редефинирање на Република Македонија и оди спротивно на мултиетничкиот карактер на државата, ставајќи ги припадниците на останатите етнички заедници во подредена позиција, се вели во соопштението. Трамповата администрација им го блокираше пристапот на CNN, BBC, New York Times, La Times, New York Daily News и Daily Mail на пресконференцијата на Белата куќа. Меѓутоа им беше дозволен влезот на медиумите кои ги застапуваат десничарските ставови. Breitbart, One America News Network, Washington Times, а покрај нив присуствуваа и ABC, CBS, NBC, Fox News, Reuters и Bloomberg. Следуваат останатите вести од светот. Најмалку 42 лица се убиени, а десетици се повредени при два бомбашки напади од бомбаши самоубици во штабот на владините безбедносни сили во градот Хомс во централна Сирија, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Директорот на Сириската обсерваторија Рами Абдел Рахман изјавил дека во зградата во центарот на третиот по големина град во земјата се наоѓаат канцелариите на службата за државна безбедност, а и на военото разузнавање на режимот на Башар ал-Асад. Освен експлозиите се слушало и пукање, а при нападите бил убиен и висок офицер. За сега не е јасно дали нападјачите се припадници на Исламската држава. Генералното собрание на Обединетите нации, поради повеќе милионски долг кон оваа светска организација, го суспендираше правото на глас на Венецуела и Либија по втор пат во последните 2 години. Оваа недела Генералното собрание на Обединетите нации одлучи да го суспендира правото на глас на 6 држави, бидејќи повеќе од 2 години имаа долг. Висината на партиципацијата за секоја членка се одредува на основа на националниот приход. Според последните податоци, Венецуела треба да плати најмалку 24 милиони долари, а Либија 6,5 милиони долари. Папуа Нова Гвинеа, Судан, Вануату и Зелен рт треба да платат многу помала сума за да го вратат правото на глас. Времето денеска претежно облачно со повремени врнежи од дожд, дуваше умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура се искачи до 10 степени. Да го погледнеме графичкиот приказ за подетални информации.
Со информацијата за временската прогноза го завршуваме дневникот. Останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!